Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. Во изминатите 24 часа се регистрирани 29 нови случаи на коронавирус во земјата. Започна дезинфекција на објектите во Тетово и Гостивар. Просветните работници од Тетово се повеќе ја користат технологијата и социјалните мрежи за одржување на настава. Во изминатите 24 часа се регистрирани 29 нови случаи на коронавирус во земјата, од кои во Скопје 20, Куманово 3, Велес 3, Прилеп 2 и во Дебар 1 случај. Со ова вкупната бројка на дијагностицирани пациенти со COVID-19 изнесува 177 лица. Пациентката од Дебар, која подолго време беше на респираторна машина, почина пред неколку часа на инфективната клиника во Скопје, кажа министерот за здравство Венко Филипче на пресконференција. Пациентката имала 66 години и примала хронична терапија за хипертензија. Во земјава досега починаа 3 лица од коронавирус. 29 нови заболени со коронавирус се регистрирани во изминативе 24 часа, соопшти Министерството за здравство. Со ова вкупната бројка на дијагностицирани пациенти со COVID-19 денеска до 12 часот изнесува 177 лица. Во Полошко само едно лице е заболено од корона. Се работи за 45 годишна пациентка од Гостивар. Во овој град, како превентивна мерка против ширење на коронавирусот, започна дезинфекција на колективните згради. Дезинфекцијата се врши со специјално средство за таа намена, а се прскаат влезовите, ходниците и скалите. Во Гостивар започна да се спроведува дезинфекција на стамбените згради како превентивна мерка од ширење на коронавирус. Прскањето го врши екипа на јавното предпријатие за паркови и зеленило. Активностите стартуваа од населбата Малеарди, каде во текот на вчерашниот ден биле поминати 15 на згради, а со истото темпо се продолжува и денес. Дезинфекцијата се врши со специјално средство за таа намена, а се прскаат влезовите, ходниците и скалите. Вчера започнаме со дезинфекција на колективните станови во населба Малеарди и ќе продолжиме во сите населби во нашиот град. Со се цел да превенираме од вирусот COVID-19. Од јавното предпријатие нагласуваат дека планирано е да се опфатат сите колективни згради во Гостивар. Нивна проценка е дека акцијата комплетно ќе се заврши за околу една недела. Дел по дел ќе одиме, после ова планираме во големиот пазар да дезинфектираме и така натаму имаме план на секоја населба да одиме поред. Освен оваа мерка, Гостиварската локална самоуправа во текот на следната недела на влезовите на градот ќе постави и пунктови за дезинфекција на возилата кои што влегуваат на територијата на Гостивар. Екипи на јавното предпријатие Комуналец секоја вечер ги мијат и дезинфицираат градските улици. Големиот пазар во Гостивар официјално се затвори и нема да работи 30 дена. Веќе трета недела кризниот штаб Тетово врши дезинфекција на јавните површини. Се прска од противпожарните возила и камионите на јавното комунално предпријатие. На места каде нема приод за возила, утре ќе започне да се прска рачно од специјални боци. Се прска со специјални хемиски средства по претходна координација од екипите на територијалната противпожарна единица и јавното комунално предпријатие Тетово, кои се дел од кризниот штаб, кој се активира по прогласувањето на пандемијата на COVID-19. Освен јавните површини, се дезинфицираат и објектите. Перење и дезинфекција на улиците и па чак и објектите, би рекол. Значи, ова е веќе влегуваме у трета недела, кај што ние сме присутни низ градот, низ секој дел од градот, со нашите противпожарни возила и цистерни, и каде што дезинфекцираме нашите улици од градот. Тука би нагласил
дека употребуваме дезинтал, значи за дезинфекција и натриум гиперклорид. Има места каде возилата не може да придат. Од утре таму ќе прскаме рачно, вели командирот Алити. Има места кај што са тесни улиците и места кај што не може со противпожарните возила да действуваме со дезинфекцијата, значи ова ќе биде една голема помош за нашите граѓани со грбните прскалки специјални за дезинфекција, каде што ќе почнеме да ги употребуваме од утрешниот ден. Од кризниот штаб Тетово, уште еднаш упати апел граѓаните да ги слушаат препораките на надлежните, да не излегуваат од дома доколку немаат голема потреба и да ја одржуваат хигиената. Учителката Ирена Симоска од основното училиште Братство Миѓени во Тетово со нас сподели како ја одржува наставата и комуникацијата со своите ученици во период на вонредна состојба. Таа ја користи технологијата и социјалните мрежи, со цел учениците да не заостануваат во наставната програма. Третооделенците на учителката Ирена Симоска од основното училиште Братство Миѓени во Тетово постојано добиваат насоки и лекции за време на вонредната состојба. Таа ги користи социјалните мрежи за да биде во контакт со децата и родителите, со цел нивното учење да не стагнира додека седат дома. Симоска вели дека овој период е предизвик и за учениците, и за родителите, и за наставниците, но просветните работници се обидуваат да ја користат технологијата за да допрат до сите ученици, со подготвен материјал и задачи соодветни за нивната возраст и пристапност до уредите. Бидејќи возраста на учениците не дозволува да имаат Facebook и профили на Facebook, ние се договоривме со родителите да ги користиме социјалните мрежи, Facebook, Viber, Messenger и преку родителите информациите да стигнат до учениците. Уште од порано од прво одделение, заедно двете трети одделенија, значи што сме, двете паралелки, имаме формирано група, што се вика третооделенци на основно училиште Братство Миѓени, и таму се договоривме на видот на групата да ги поставуваме сите задолженија, упатства, објаснувања на што треба да ги изработат децава. Во одреден период од денот, во зависности од обврските на родителите, сработеното го испраќаат на учителката, која постојано води евиденција за активностите на учениците. Лекциите кои ги добиваат се во различен облик, вели Симоска. Користиме тука видео што самата наставничка го снима и потоа им го препраќа со објаснување за тие наставни единици кои што децава може да ги изработат, бидејќи на тој начин ние веќе сме работеле при обработка на текстови, само им даваме упатства да го прочитаат текстот и им ги даваме задолженијата во напишана форма, праќаме презентации, прикачуваме различни клипчиња од видео, користиме различни апликации кои што се понудени од Министерството и така натаму. Наставниците во овој период вложуваат големи напори за учениците да не заостануваат со наставата. Симоска вели дека постојано се прилагодуваат на ситуацијата и во иднина и ќе се надградуваат во согласност со потребите. За своите ученици таа има и порака. Да ги поздравам сите мои ученици од трето одделение, трето 5 и трето 6, од основното училиште Братство Миѓени, и им препорачувам да си седат дома, да си учат, да си ги слушаат советите на родителите и што побрзо да се видиме. Во период на вонредна состојба поради пандемија на COVID-19, кога најмалите не одат во градинка и во своите домови можат низ игра да научат многу работи. Родителите да го искористат времето што го поминуваат дома за да се посветат повеќе на своите деца. Во период на вонредна состојба поради пандемија на COVID-19, кога најмалите не одат во градинка и во своите домови можат низ игра да научат многу работи, вели директорката на градинката Младост Тетово Рамје Даути. Преку игра да ги учат децата, а не буквално ајде сега ќе учиме.
Тоа го немаме ни во градинка, би требало да го нема ни дома. Во разните програми имаме игри, се прикажуваат и во YouTube имаме посебно игри за во карантин, каде што децата можат родителите можат да гледат и да учат како треба да се игра со децата. Бидејќи детето кај нас во градинка и може да учи преку спремање на храна. Тоа може родителите и приметиле, ние на Facebook на градинката го даваме често, значи си спремаме колачи, спремаме овошни јадења, каде што детето самото се активира да може да го работа тоа, а плюс тоа преку таа игра, значи тоа не е буквално само игра или работа, ги прашуваме сега која боја има, например, лимунот, која, како осеќаме, дали има мирис, дали... Значи, све е тоа учење на децата. Така, имаше неколку фотографии од деца кои што го одбележале денот на пролетта преку цртежи. Истото што се правело до сега во градинка, тие го правеле дома. Да, па тоа е од тие воспитувачи кои веќе почнале да контактираат со родителите. Значи, се продолжува и другите воспитувачи се вклучуваат во тие групи. И родителите ќе имат една тема на која на тој ден би можеле да работат. Во однос на плаќањето за престој во градинка на децата за месец март, се очекуваат насоки од Министерството за труд и социјална политика. За родителите кои децата им иделе во градинка, треба да уплатат до втори месец, како што иделе децата во градинка, сумата која треба да ја уплатат, бидејќи имаме родители кои сега со барање на потврдите се укажаја дека и цела година иделе, а не плаќале. Би било во ред да се уплатат долгоите кон градинката. За трети месец ќе добиеме насоки како што ќе реши владата, така ќе работиме. Административните работници во градинка во овој период работат по неколку часа за издавање потврди за родителите за отсуство од работа. Инаку досега ваква потврда побарале 150 лица. Во пожар изгоре регионалната телевизија ВИС од Струмица. Сдруженијето на електронски медиуми Медиум Објектив со барање до надлежните за помош на нивниот член. Синоќа околу 2 часот по полноќ во пожар изгореа просториите на регионалната телевизија ВИС во Струмица, а зафатени се и простории на еден текстилен погон и социјалниот повеќенаменски центар на општина Струмица. Во пожарот полесно повредени се и тројца пожарникари кои учествувале во гаснењето на пожарот. На официјалната страница на телевизија ВИС информираат дека телевизијата нема да ги остави гледачите без содржини и дека екипите ќе работат и понатаму на терен. Ќе ги информираат граѓаните за се што се случува во регионот преку официјалната интернет страница, Facebook страницата, а вестите ќе се емитуваат на официјалниот YouTube канал. Инаку Сдруженијето на регионални и локални ТВ станици Медиум Објектив се обрати до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со барање за помош на телевизија ВИС, со што ќе се овозможи нејзина побрза функционалност во регионот во кој емитува програма. Интернационалниот олимписки комитет и локалниот организацијски комитет одлучија летните олимписки игри во Токио да се одложат за следната година. 32-те летни олимписки игри кои од 24 јули до 9 август требаше да се одржат во главниот град на Јапонија Токио, се одложени за идната 2021 година. Пандемијата на коронавирусот направи вистински хаос во спортот во целиот свет, па така за прв пат во историјата се одложуваат и олимписките игри. Претходно 3 пати беа откажувани олимпијадите. Во 1916 година поради Првата светска војна, додека во 1940 и 1944 година поради Втората светска војна. Одлуката за одложување заеднички ја донесоја Интернационалниот олимписки комитет и локалниот организацијски комитет, откако почнаа да пристигнуваат бројни откажувања на голем број на спортисти, но и на цели делегации.
Иокот претходно најавуваше дека е можно одложување на игрите, но на тоа не се согласуваа властите во Јапонија, кои инвестираа многу средства за организација на најголемиот спортски настан кој беше планирано да се одржи ова лето. Сепак вчера најпрво јапонскиот премиер Шинзо Абе во телефонски разговор со председателот на ИОК Томас Бах најавил дека Јапонија прифаќа одложување на игрите, а потоа доцна синоќа по македонско време двете страни да објават дека Олимпијадата и дефинитивно е одложена. Се уште нема официјална потврда за новиот термин на Олимписките игри, но според договорот помеѓу ИОК и јапонските власти, тоа не треба да биде подоцна од летото 2021 година. Тука е крајот на регионалните вести. Почитувајте ги препораките и останете во своите домови. Пријатно!